Почитувани, една недела ги слушаме мегафоните на ДПМН како не обвинуваат дека сме вршиле упад во изборниот процес, со тоа што на граѓаните нудиме кафи и локум како дел од нашите предизборни активности. Ајде еднаш за секојаш да ставиме крај на оваа невидена глупост. Кафето и локумот не се ништо поразлични од запалките и пенкалата, кои сите партии во сите изборни циклуси и користеле како рекламен материјал. Да ве потсетам уште еднаш, целото кафе не чини повеќе од 3 големи билборди на ДПМН во Скопје. А такви билборди ги има илјадници низ Македонија. Ако веќе зборуваме за упад во изборниот процес, ајде малку да видиме што станува во органите кои се институционално надлежни за неговото спроведување. Составот на општинските изборни комисии, во кои се делегирани и вработени во државната администрација, крие застрашувачки податоци. Спротивно на законот, како членови на ОИК, се јавуваат тројца кандидати од листите за пратеници на ДПМН. Елена Павлова од Виница, кандидат за пратеник со реден број 11 во изборна единица 3, Ромео Тренов, кандидат за пратеник реден број 10 во изборна единица 4 и Ане Лашковска, кандидат за пратеник под реден број 12 во изборна единица 4. Па има ли крај на оваа фарса? За ова безмилосно кршење на законот, ние денес ќе доставиме допис и до ДИК, и до антикорупска комисија и ги повикуваме веднаш да реагираат. А сега да видиме и како функционира случајниот компјутерски избор на членови на ОИК од редот на јавната администрација. Во составот има и поранешни пратеници и градоначалници на ДПМН, но и сегашни советници од редовите на ДПМН во советите на општини од цела Македонија. Например, Слаѓана Дамјановска од Бутел, Драган Димитровски од Македонска Каменица, Александар Ѓоргиевски од Крива Паланка, Борче Размовски од Вевчани. Како членови на ОИК се јавуваат и лица во блиски фамилијарни врски со високи функционери на ДПМН, кандидати за пратеници и градоначалници. Ке набројам некој, а многу ги има. Стојан Чекитановски, заменик член на ОИК Вранешница, син на Илија Китановски, кандидат за пратеник под реден број 5 во истата изборна единица. Сонја Аврамовска, заменик председател на ОИК Другово, девојка на горе споменатиот Стојанче. Славица Стефановска, член на ОИК Крушево, сестра на градоначалникот на Крушево, Василчо Дамчевски. Билјана Дамчевска, заменик член на ОИК Крушево, жена на градоначалникот на Крушево, Василчо Дамчевски. Сања Угриновска, заменик член на ОИК Вевчани, прва пратучетка на пратеникот на ДПМН Крсто Муковски. Ете ги конфликтот на интереси и непотизмот. Ете го случајниот компјутерски избор на Министерството за информатичко општество и администрација. Ете ова значи упад во изборниот процес. Замислете, овие луѓе или нивни најблиски роднини се кандидираат за пратеници и самите ги се ги бројат гласачките ливчиња и ќе пресудуваат за исходот на изборите. Ова е невиден циркус и невидено насилство во изборниот процес. Почитувани граѓани, ова е уште една дополнителна причина зошто мора да излезете да гласате на 5 јуни. Само со масовна излезност ќе се минимизираат сите обиди на Груевски и ДПМН да влијаат и манипулираат со волјата на гласачите. Излезете да гласате за да се брои вашиот глас. Благодарам, проверете прашања. За дуел? Тој се плаши луѓе. Мислам дека свативме до сега дека човекот се плаши. Ова не му е прв пат да одбива дуел. И тоа не само со Бранко Црвенковски. Ако се сеќавате, и во 2008 одби дуел со Радмила Шекеринска. И тоа покажува каков е неговиот демократски капацитет. Јас ви тврдам дека нема нормална демократска држава во светот, каде што институтот дуел не е востановена практика во демократијата, особено пред избори. Особено кога на тој дуел треба да излезе премиер кој што треба да даде отчет. Тоа е вистинскиот отчет, тоа е вистинската дебата со опозицијата. Овој отчет или манифест што го покажуваат на камера, никој не го видел, тоа е за оѓубе. Благодарам.